Со традиционално зажнејување почна жетвата на оризот во Кочанско поле. Оризопроизводителите немаат загарантиран откуп и цена, но министерот за земјоделство Љупчо Николовски им порача дека ќе добијат зголемување на субвенциите на 18.000 денари по хектар. Со ваквото значително зголемување на субвенцијата, сакаме да ги мотивираме оризопроизводителите, но и покажуваме колку ни е важна оваа култура за овој регион и за Македонија, која е карактеристична за регионот и од која што екзистираат многу семејства. Освен зголемувањето на субвенциите, во наредниот период ќе работиме на обезбедување на непречен пласман на оризот, но и изнаоѓање на нови пазари. Досега за мерката за сејана површина со ориз се исплатено 80 милиони денари субвенции, а за произведена и предадена арпа околу 15 милиони. Група на оризопроизводители побара и одговори од Николовски за откупната цена на оризот, но и за субвенциите кои, како што тврдат, на дел од нив не им се исплатени. Што ќе биде? Субвенциите ги нема. Немаме субвенции и не можеме никој пат да добиеме ние на овој начин со 10% зголемување. Вака, јас не спомнав никакви 10% зголемување, збориме за 10% зголемување на субвенциите кои што ги реализиравме преку програмата во овие 120 дена, а се однесуваат на наредната година. Ветивме 20% зголемување во текот на овие 4 години, 10% веќе се внесени во програмите. Во Кочанскиот регион годинава поради сушата под ориз се засејани околу 3000 хектари, што е за речиси половина помалку од претходните години.